Сказна за рибарот и рибката. Што е сказна? Сказна е тип на кратка приказна која обично содржи измислени карактери како што се самовили, џуџиња, џинови, сирени и најчесто магии. Сказната Рибарот и рибката ја напишал Александар Сергеевич Пушкин. Денеска ќе обработиме сказна за еден сиромашен стар рибар кој живеел во стара колиба покрај морето со неговата жена. Тие биле скромни и вредни, живееле мирно во својата дрвена колиба. Рибарот секој ден одел да лови риба со неговиот чамец. Еден ден рибарот фатил златна рибка која можела и да зборува. "Пушти ме, рибару," замолила рибката, "ќе ти ги исполнам желбите." Рибарот зачуден ја пуштил рибката во водата. Кога се вратил дома и раскажал се на бабата. Таа веднаш му наредила да се врати во морето и да побара од рибката ново корито, бидејќи нивното било старо и скршено. Рибарот отпловил со чамецот и ја повикал рибката. Ја кажал неговата желба. Рибката веднаш ја исполнила желбата. Кога рибарот стасал дома, пред колибата веќе имало ново корито. Но жената на рибарот не била задоволна. Таа сега посакала нова куќа. Рибарот отишол кај рибката и побарал нова куќа. Рибката ја исполнила и оваа желба на рибарот. Жената на рибарот пак не била задоволна. Сега таа посакала нешто друго, да стане господарка, облечена во убави алишта. Рибката му исполнила и оваа желба на рибарот, но кога тој се вратил дома, жената наместо да му биде благодарна, таа го избркала од новата куќа. Желбите на жената биле бескрајни. Таа го повикала рибарот и побарала од него повторно да оди кај рибката за да ја исполни уште една желба, да ја направи царица. Откако ја исполни оваа желба, царицата сега го избрка рибарот од дворецот. По некое време, царицата повторно имала желба, но овој пат сакала да стане господарка на морето, а рибката да ја биде слугинка. Рибарот, со надеж дека царицата повторно ќе го прими во замокот, отпливал со чамецот и побарал од рибката уште една желба. Но морето било многу немирно, дувал силен ветер и врнело дожд, па кога ја кажал желбата рибарот, овој пат рибката не му одговорила ништо, туку само се нурнала во водата. Кога се вратил назад, рибарот се зачудил од тоа што го видел. Ги немало ниту стражарите, ниту замокот, туку повторно ја видел неговата жена облечена во стари алишта, во старата колиба со скршено корито. Дали ти се допадна сказната? Кои се ликови од сказната? Ликови од сказната се рибарот, рибката и жената на рибарот. Што научи од оваа сказна? Научи дека не треба да бидеме алчни, да бидеме пристојни и скромни, да се сакаме и почитуваме, да го сакаме и почитуваме тоа што е наше. Што би посакал ти кога би бил на местото на рибарот? Нацртај во твојата тетрадка. Читај, вредно учи. Книгите се прозорец кон светот.